Нема крај на броењето колку пријатели, ученици, познаници на министерот за локална самоуправа Горан Милевски добиле државна работа или ангажмани на проекти платени преку неговото министерство. За Милевски тоа што неговите познаници и пријатели ги поставил на партиски функции, при тоа обезбедувајќи им солидна заработувачка од ангажман на проекти, нема непотизам. Откако пред 5 дена АЕДН објави десетина случаи за тоа како баџанаци, ученици и другари на министерот за локална самоуправа и лидер на ЛДП Горан Милевски и неговиот баџанак Андреј Јосифовски успеале да се вработат на државно и биле ангажирани на проекти во министерството со кое тој раководи, истражувањето не доведе до нови лица. Меѓу новите во шемата на непотизам блиски до министерот Горан Милевски е и лицето Јане Петковски, кој е другар на баџанакот на Милевски. Тој е актуелен советник во Советот на кисела вода, а е ангажиран со договор во национални шуми. Меѓу многобројните примери од другари ученици со партијци кои биле ангажирани на проекти во Министерството за локална самоуправа, беше случајот и со Теодора Димитровска, најмладиот заеднички кандидат за градоначалник на Куманово на ЛДП и дом на последните локални избори. За нејзиниот ангажман на швајцарски проекти биле исплатени 495.476 денари. Нејзините другарки Марина Стојмановска и Ема Тошевска исто така се ангажирани во Министерството на Милевски. АЕДН веќе пишуваше дека постојат и други ангажирани во институцијата, но кои се случајни преку агенција со авторски договори. За нив не е спроведен јавен оглас, туку институцијата само побарала заинтересираните кандидати да достават понуди, за кои самиот министер Горан Милевски одлучувал кого ќе го избере. Во таа група спаѓаат и Баже Ѓоргиевски и Горан Пинза. За Пинза, локалните битолски медиуми пишуваа дека од 5 мај е избран за нов председател на општинската организација на ЛДП во Битола. Во оваа група на оние кои добиваат прилично високи хонорари, како што претходно објавивме, се и Александар Мишев, новиот председател на општинската организација на ЛДП во Центар, Бисара Јакимовска, поранешна раководителка на сектор за урбанизам кај Андрей Жерновски во општина Центар, Филип Димитровски, ученик на Милевски и други. АЕДН уште во петокот официјално побара став од Либерално-демократската партија за вработувањата и ангажманите поврзани со Милевски, но и за тоа дали е познато во партијата како функционира овој систем на исплати. Од партијата која се прокламира за либерална и транспарентна молк, оние што треба да ги дадат одговорите на прашањата се на такви позиции во партијата и се дел од ангажираните на Милевски.